Предвидувањата на експертите за македонската економија се катастрофално лоши. Според нив, кризата ќе трае долго, а најлошото доправа следи. Состојбите во економијата не се оптимистички и ние сме на прагот на големите проблеми кои ни предстојат, а тоа се намалената ликвидност, намалување на извозот, проблеми со увозот. Се во ова комбинирано со недостатокот или прекинот на достава на суровини, укажуваат на потенцијално зголемени проблеми за компаниите веќе од месец јуни во делот на одржување и целосно искористување на производствените капацитети. Смета Анета Трајковска од Стопанска комора на Македонија. Според анализите на комората, особено на удар се предприемачите, малите и средните компании кои се столб на националната економија. Тие вработуваат над 80% од вкупниот број вработени во приватниот сектор и представуваат 99,8% од регистрираните правни субјекти. Лошото за економијата веројатно ќе трае до крајот на годината, а за ублажување на последиците, економските експерти предлагаат. Таа насока мислам дека препораките во делот на продолжување на мерките за субвенционирање на плати во месец јуни, јули, август се исклучително значајни за компаниите во делот на спасување на што е можно повеќе работни места, бидејќи компаниите во такви услови кога приходите, односно извозот и производството и паѓа за повеќе од 40-50%, неминовно во наредниот период ќе ги отпушта дел од своите вработени, што катастрофално ќе влие врз македонската економија со оглед на фактот што очекувањата се дека во наредниот период бројот на невработени може да се зголеми за 30-40 па и 50.000 вработени. Катастрофата на македонската економија најсилно ја најави падот на индустриското производство од дури 45%. Инаку преработувачката индустрија има најголемо учество во бруто домашниот производ и извозот, па нејзиниот пат најмногу влијае на домашната економија.